Значи во енергетскиот сектор се случува револуција, како што се случуваше во телекомуникациите кој крајот на 80-тите и почетокот на 90-тите години од минатиот век. Во енергетскиот сектор се појавуваат нови технологии, фотоволтаици, се појавуваат батерии, има голем број на ветерници и апсолутно заради потребата од водењето на системот во реално време, кога имаме непредвидливи извори на електрична енергија, како што се фотоволтаиците и ветерниците, врските помеѓу операторите на мрежата и производителите апсолутно треба да бидат преку интернет и во оној момент кога постои врска преку интернет, апсолутно постои можности за напад. Сајбер напад, значи прво ќе бидат опфатени голем дел од производителите со електрична енергија. До сега беа опфатени само поголемите, сега ќе бидат опфатени помалите производители на електрична енергија, ќе бидат опфатени сите оператори на мрежи и за електрична енергија, и за природен газ, и за топлинска енергија. Исто така ќе бидат опфатени и тамо единиците каде што ќе се произведува водород, ќе бидат опфатени исто така и одредени единици каде што ќе бидат приклучени батерии на системот. Значи опфатот ќе биде поголем, исто така и речиси сите снабдувачи со електрична енергија кои што ќе имаат обврска да ги информираат своите потрошувачи. Значи ќе имаме значително зголемен опсек на учесници на пазарот и на електрична енергија и на природен газ, кои што ќе треба да го зголемат својата сајбер безбедност. Регулаторната комисија за енергетика со помош на USAID уште во 2021 година донесе правила за сајбер безбедност, кои што како регулатор ги донесовме и сме прв регулатор во регионот кој што го направи. Во моментов работиме на нови правила за сајбер безбедност, кои што ќе бидат усогласени со новиот закон за енергетика, имајќи во предвид дека опфатот на учесниците на пазарот ќе биде поголем, најверојатно ќе има потреба и регулаторната комисија за енергетика да направи свој центар преку кој што ќе работи на надгледување на сајбер безбедноста кај сите учесници на пазарот. Апсолутно најбитни ќе не бидат преносните систем оператори, МЕПСО и Номагаз, како и дистрибутивните систем оператори, особено кај електричната енергија. Дали се предвидени санкции за оние кои што нема да ги почитуваат стандардите? Нема опција да не ги почитуваат стандардите, мора да ги почитуваат стандардите во точно утврдени рокови, бидејќи нема играње играчка со можноста да, бидејќи било кој од овие учесници на пазарот не имплементира соодветна сајбер безбедност, сите останати кои што и 100% имплементирале ќе бидат под ризик на напад. Така да нема да има санкции, туку апсолутно мора да се ги завршат сите своите обврски. Кои се клучните закани со кои што моментално се соочува сајбер закани со кои што моментално се соочува енергетскиот сектор во земјава, што е она што ве потикна на овој чекор да ги зголемите мерките? Видете, Македонија, нашиот преносен систем оператор во 2024 беше нападнат. За среќа не беше нападнат диспечерскиот центар, туку беа одредени делови од МЕПСО, доколку биде нападнат нашиот диспечерски центар и биде управуван од некој од надвор, од било какви причини, најчесто се тие лукративни, тогаш доаѓа до распад на системот. Чим немате вие диспечерски систем, од кој што го водите системот, тогаш некој од надвор може да дава команди да се исклучи оваа електрана, да се исклучи таа електрана, да се вклучи таа, значи ќе направи сериозни проблеми и тогаш доаѓа до така наречен блекаут, односно целосен испад. Значи тоа е најголем предизвик имаше во Украина пред 10 години заради сајбер причини, беше испад на цела Украина, има и во други држави се повеќе и повеќе напади. Како што ние ги зголемуваме стандардите, така и тие кои што ги вршат сајбер нападите стануваат се поиновативни и наоѓаат нови начини како да ги загрозат мрежите.
Така, дали овие нови мерки или механизми су согласени со европските директиви и стандарди и како Македонија стои на ова поле во однос на другите земји регион? Апсолутно дека се усогласени. Нашиот закон за енергетика го помина филтерот на енергетската заедница и на Европската комисија и е целосно усогласен со европското законодавство. Да ви кажав и пред малку, Македонија е една од првите земји кои што во делот на енергетиката воведе соодветни правила за сајбербезбедност, во кои што беа опишани мерките кои што треба да ги превземат операторите и тогаш и производителите. Сега одиме не еден, туку два чекора понатака, ќе имаат и операторите на мрежите многу повеќе учесници на пазарот и на електрична енергија, на природен газ, големени обврски во однос на тоа како треба да работи нивната заштита од надворешни напади.